Власта ја силуваше демократијата во Македонија и покрај сите укажувања донесе контраверзен и противуставен закон за јазици, обвини денес на пресконференција штипскиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Ги повикуваме представниците на СДСМ во Штип да излезат и да го објаснат овој закон, што всушност овој закон ќе значи за Штип, да објаснат на штипската јавност. Во исто време, ВМРО ДПМНЕ го поддржува одлуката на претседателот Ѓорги Иванов за непотпишување на указот на законот за јазици. Исто така ВМРО ДПМНЕ ќе продолжи со сите демократски средства и услови кои што ни стоат на располагање да го негира и да го оспори донесувањето на овој закон. Од СДСМ со писмено соопштение реагираа на пресод на ВМРО ДПМНЕ. Со донесување на законот за употреба на јазиците кој што е целосно во согласно со Уставот на Република Македонија не губи никој, а најмалку општина Штип, туку се овозможуваат услови за подобра комуникација меѓу граѓаните и институциите, каде што има најмалку 20% население од друга етничка припадност. Овој закон во ниту еден случај не може да го загрози македонскиот јазик како официјален јазик на Република Македонија. Според Уставот на Република Македонија, законот за јазиците ги опфаќа општините каде што има најмалку 20% население од друга етничка заедница, што значи дека општина Штип, каде доминантно население е македонското, нема обврска да го практикува овој закон. Ги повикуваме граѓаните да останат спокојни бидејќи овој закон не наштетува никому. Стои во реакцијата на СДСМ, а што за целата работа околу законот за јазици мислат граѓаните. Македонија на сите, само не на македонците. Брат со брат не може да се споеме, делиме се, а тоа го малцинството користи. Јазико не го одобрува. Затоа што синоќа самиот, да речем, ете сега, председател на собранието, цело време на шиптарски избори, на албански избори, знае се, државен јазик е македонскиот. Па сега во моментот ние веќе не знаеме на што се алудира кога се збори за јазичност, двојазичност. Некои рачунат дека е редефинирање, дека губиме националноста ние како македонци. Инаку вчера со 64 гласови за, парламентот го усвои законот за јазици. Председателот Ѓорги Иванов најави дека нема да го потпише указот за законот.